е, мислам, она што најмногу Тоа беше ме една тешка возбуди. авантура. Да, една тешка авантура, се разбира. Но во исто време, бидејќи сметам дека уметноста е комуникација, тоа е она вистинското. Човек да се најде во окружување со луѓе кои што се од неговиот свет. Тоа е она што нам ни недостига на уметниците во Македонија. Најмногу ни недостига, бидејќи некако секој е затворен, парчосани сме, така и пресечени на разни катчиња лево-десно, неповрзани меѓу себе. Ова е една вистинска прилика. Не мора да биде тоа изложба од тој ранг, но сепак да се излезе надвор, да се комуницира, да се биде со други. Тоа е многу битно. Покрај тоа, оваа година беше напорна и во друг поглед. Јас како етнолог, вие знаете, си ја работам таа работа редовно и оваа година учествував на 4 симпозиуми со своји прилози. Едниот беше за маскираните поворки, едниот беше за миграциите, друг беше за народната култура и третиот беше на релација етнологија-фолклор. Така, доста беше напорно покрај оние обврски околу настава и слично. Бидејќи бев дел од со Венецијанското биенале, но за жал не сум била дел од симпозиум на кој што сте учествувале вие. Кажете ми, дали секогаш има етнолози само од Македонија или сепак на тие симпозиуми учествуваат и нели, од барем од соседните земји? Тие се насловени како меѓународни, а сега колку е тоа меѓународни, да, од Балканот има најмногу, да. Автори, да, од Балканот има најмногу, но имаше луѓе од други места, например на тој симпозиум за маскираните поворки, за обредите со маски, имаше и од Белгија, и од Англија, од Франција, имаше од разни места. Ме интересува ова симпозиумот за миграциите, например. Како етнолозите од Балканот го гледаат тоа? Дали има многу различни мислења? Па миграциите, тоа беше една конкретна тема, се работеше за миграциите во Западна Македонија, иако имаше и надвор од онаа тесно насочена тема на самиот симпозиум. Например, мојата тема беше идентитетот и миграциите. Како, што се случува со идентитетот на мигрантите. Имаше и разни други теми, главно беа од балканските земји, па и тоа не сите. Се објавуваат ли сите овие трудови? Па повеќето да. Кажавте дека вам на ликовните автори секогаш ви недостасува контакт со меѓународната јавност, но јас би забележала нешто и на сите ликовни автори, може би и на галерии, на музеи, би ви забележала на сите вам нешто друго. Зошто само во Скопје се прават изложби на автори? Зошто тие изложби малку не прошетаат или се нема чувство дека и другиот дел од Македонија, тоест другите градови и села, општини денеска, нели, од оваа локална самоуправа, имаат потреба да видат дел од она ликовно случување што го создаваат нашите уметници. Мислам дека меѓународната јавност во последните 3-4 години многу повеќе ги виде делата на налишите ликовни уметници, отколку тоа да се случи во Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Берово, Радовиш. Што мислите за тоа? Па јас немам комплетен увид во целата таа ситуација, бидејќи сум презафатена, но имам некои сознанија. Навистина, главно ликовниот живот се случува во Скопје. Тоа не е добро, секако. Треба да е распоредено, да, и во други центри во внатрешноста. Што да ви кажам, кога би било поорганизирано тоа, кога би постојала таква некоја политика, кога би биле вклучувани во тие настани, сигурно би оделе. Еве, јас за себе можам да кажам дека нема зошто да одбијам. Значи ли тоа дека никош до сега не сте биле повикани? Па не сум била, да. А од вашиот самороден град, како што велите Битола, ни таму мислам дека не сте имале ни една самостојна изложба. Не, дури ни колективна, не сум имала. Ќе ги оставиме овие теми, доволни се, нели само одговорите. Последниве години се најдоа едни нови простори за покажување на ликовната уметност, дури на оние автори што класично се изразуваа, нели, користејќи нови медиуми заради просторите и заради едноставно атмосферата во тие простори. Еден од нив за вас беше возбудливиот Чифте Амам. Да, Чифте Амам, секако. Јас и покрај тоа што работев за Венеција, мислев на Чифте Амам и учествував на Чифте Амам, да. Тоа беше во некои последни моменти, но учествував со некој свој проект кој што го работев неколку години наназад и просто не сакав да го испуштам тој момент, да го видам во живо како функционира.
Чифте Амаме се оствари како само иницијатива на уметниците и така функционира до денес. Добро е што постои една демократичност тука, што се појавуваат луѓе од разни профили. Јас многу сакам такви изложби, не сакам етаблирани изложби. Да напоменам, Чифте Амам имено го предложи, го откри мојот следен гостин Ибрахим Беди пред доста години. Да, тој го откри Чифте Амам, меѓутоа не знам од кои причини ми се чини сакаше да направи таму самостојна изложба. Па некако не знам како да му ја преземавме идејата. Не знам, мислам не сум многу вклучена во сето тоа. Чифте Амам е одличен простор. Би требало градот да поведе сметка. Не знам што да кажам за тоа. Јас бев со едни гости таму во Чифте Амам од странство. Луѓето се фаќаа за глава како може овај градот да дозволи еден таков објект да се наоѓа во толку трагична состојба. Не знам. Секогаш ми е жал кога некој од надвор ќе дојде и ќе ми каже што треба ние да правиме, што ние имаме, а што не знаеме да зачуваме. Навистина ми е секогаш жал и понекогаш така гневно се чувствувам. Па не, навистина ние не знаеме да го сочуваме тоа што го имаме. Има тука може многу да се разговара што се случи со Скопје, но Скопје стана нешто што никој сигурно не очекуваше дека ќе стане. Во социологијата и етнологијата употребуваме така еден термин селски град, односно луѓето се селски граѓани, повеќето ќе треба да поминат неколку генерации малце да се стабилизира таа ситуација, да го осетат градот и да имаат однос према градот како кон нешто свое што ќе ги поттикне да преземат некои акции за да се сочуваат некои објекти. Покрај материјалните недостатоци тука и свеста, нели, игра голема улога. Анета, моето последно прашање ми било што за вас значи терминот различност и богатство на различности? Па, тоа е нешто најубаво за мене. Јас пред некој ден слушав една емисија така за кичот, дека не мислам да зборувам за емисијата, али во смисла на криза на идентитет, криза на сензибилност и така натаму. Јас пак ја спомнам Венеција, таму имаше мноштво на различности и сите тие прекрасно функционира и вие бевте и видовте. Мислам дека тешко можеме да зборуваме за криза на сензибилитет. Има нови медиуми, нови технологии, но криза на сензибилитет, не знам, тоа најверојатно ако направиме еден вака студиозен преглед на уметноста, имало и во други периоди, особено кон крајот на вековите, така доста се размислува за тие морални, етички норми, кризи на човештвото. Анета, многу ви благодарам за вашето присуство во вечерашната емисија. Многу здравје, многу среќа во новата година и среќни божични празници. И вам исто ви посакувам. Submission, discipline, work, life. Во светот на визуелните уметности постои една стара дефиниција. И покрај тоа што не милувам да дефинирам, туку да ги посочувам процесите, дека со време се станува чиста класика. А до тогаш, здраво е да се спори, разговара и создава став. И покрај тоа што 1997 година се навестуваше како година на изострување на критериумите во однос на духовниот производ дело, сепак пред нас и во идната година остануваат низа деликатни состојби, нерешени статуси, конфликти, духовни материјални, како во искажувањата и акциите на уметниците, така и во делувањето на институциите, чија функција е составање, презентација, зачувување и заштита на уметничкото дело. Институциите по некоја инертност представуваа низа проекти само да го сочуваат рейтингот на пополнување на програмата. Од една страна, раководејќи се од традиционалното правило да направиме чест, а од друга страна, ова светот го промовира, треба да го видиме и ние. Би рекла дека двете насоки се позитивни, но спори и недоследни во реализацијата, чест на неколку исклучоци. Ресорното министерство пак си го чекаше законот за култура, но и сите други го чекаа. За законот повеќе во следната година. Оваа година во Македонија се промовираа 2 играни филма, овенчани со меѓународни награди, присутни на меѓународни филмски фестивали. Се промовираа неколку експериментални проекти, поттикнати од провокацијата на новите технологии, а секако најбогат беше ликовниот живот.
Многу наши ликовни уметници достојно не представуваа во меѓународните ликовни центри. Бевме дел од Венецијанското и Истанбулското биенале. Се поставија неколку, според мене малку, самостојни изложби на новите имиња кои делуваат на ликовната сцена во Македонија. Но сепак како проекти кои во 97 година предизвика како дискусии, ставови, креативни полемики, така и едно извонредно приближување меѓу оние ликовни уметници кои ги негуваат класичните ликовни дисциплини и оние што употребуваат друг ликовен јазик и знак, ги издвојуваме. Проектот Мементо Мори на Искра Димитрова, што беше изведен и поставен во Музеот на современа уметност и освои еден нов простор во овој музеј. Изложбата на слики на Александар Станковски во Музеот на град Скопје. Овие две ликовни изложби ги издвојуваме како ликовни акции на наши ликовни уметници, додека проектот видеоинсталацијата Мост на Марина Абрамовиќ, поставен и изведен во Музеот на град Скопје, и изложбата на скулптури и објекти на Тони Крека во Музеот на современа уметност, ги издвојуваме како проекти на автори од странство, представени пред нашата јавност. Дека се случија многу настани несомнено е, но дека е потребно изострување на критериумите од страна на директорите на музеите и галериите, така и на историчарите на уметноста, ликовните критичари и куратори, неопходно е. Сепак ќе останат оние дела кои со време ќе ги наречеме класика. Но потребно ни е подигање на нивото на самокритиката и најосновното, воспоставување на диалогот, како основен процес во осознавањето и создавањето на сопствените критериуми. Submission, discipline, work, life. Несомнено, во 97-та година, еден од најприсутните автори на македонската книжевна сцена беше поетот Глигор Стојковски. Наш избор од областа на литературата за оваа свечена емисија.